Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во војоблачени дожлив 17. октомври во извештајов од наша Македонија да почнеме од изборите во 80 општини и градот Скопје, кои ќе се одржат недела на 19. октомври. Поречи си 3 недели широката и интензивна кампања завршува ноќеска на полноќ и започнува изборниот молк. Во сите изминати дни, кандидатите и партиите, групи и поединци ја крстосуваа Македонија по села и градови, по плоштади и чаршии, по сокаци и домови. На митинзи, средби, во изјави, посети и по медиуми се ветуваше и реално и нереално, само и само да се добие глас повеќе од избирачите. Државната изборна комисија веќе го доставува потребниот гласачки материјал. Локалните избори ќе ги следат над 1500 домашни и странски наблюдувачи. Министерството за внатрешни работи ги презема сите неопходни мерки за непречени и безбедни неделни избори. А дојде во Република Македонија на 3 дена пред изборите председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и порача дека Европската унија стоела целосно зад нашава земја, ама единствен услов ако сме сакале да ги почнеме разговорите за членство во Европската унија, на што чекаме 20 на години. Условот бил само доколку сме го сменеле уставот и да сме впишеле бугари во нашиот устав. Значи Брисел чека уставни измени, а што ли се не реформи спроведе досега Македонија? Не се ни спомнува Бугарија да ги стави македонците во тамошниот устав и оти не спроведува Софија куп одлуки од Меѓународниот суд за човековите права, кои се во корис на македонците во Бугарија. По разговорите и условот од гостинката од Брисел Урсула фон дер Лајен, премиерот на македонската влада Христијан Мицкоски изјави дека никој нема право да очекува од оваа влада безусловно ќе го направи тоа, додека е тој премиер нема да се случат уставни измени без јасна испорака на обврски од страна на Бугарија, како и конкретни гаранции од Европската унија. Се бара доследно почитување на меѓународното право, а таму има обврски и за источниот сосед. Па доколку Европската унија сака Македонија да ја види во своето друштво, тогаш барем малку од тоа што го прави за некои други држави, нека го направи и за нас, беше категоричен премиерот Христијан Мицкоски. А пред тоа, председателот на Словачката република Петер Пелегрини, кој беше во дводневна посета на нашава земја, при што беа потврдени многу добрите односи и ќе се проширува соработката меѓу Република Македонија и Словачката република, значи Пелегрини изјави дека тој ја критикува Европската унија, зошто постојано и поставува нови услови на Македонија на европскиот пат. Европската комисија го одобри вториот дел од 16 милиони евра за Република Македонија, кои се наменети за реформите, и тоа дел е заем, а дел се неповратни средства. На годишните средби на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон присуствуваше и македонската министерка за финансии Гордана Димитриевска Кочоска. На повеќето средби и разговори главно станало збор за проектите кои сега се спроведуваат во Македонија, во енергетиката, дигитализацијата, патната мрежа, јавните финансии, стандардот и друго. Светската банка го поздравила напредокот на Македонија и ја потврдила поддршката за овие и други проекти, очекувајќи дека растот на македонската економија годинава
ќе биде 3,1%, а буџетскиот дефицит под 3%. Девизните резерви на нашава земја на крајот од септември изнесувале 4 милиарди и 723 милиони евра, соопшти Народната банка на Македонија. Најголем дел од девизните резерви, или 74,7%, биле во харти од вредност, потоа во монетарно злато 15,2% и во валути и депозити 10%. Продолжуваме со вестите. Со македонскиот пасош без виза може да се патува во 129 земји во светот. Така стои во најновата ранг листа, скроена на основа на податоците од Меѓународната управа за воздушен транспорт, која вклучила 199 различни пасоши од сите континенти. Скопскиот и Охридскиот аеродром од јануари до септември обслужиле 2.600.000 патници и 20.140 летови. Тоа е зголемување во однос на истите 9 месеци лани. Само во септември имало 329.000 патници или 8% повеќе од истото време во минатата година. Од 27 октомври ќе има уште 7 нови авиодестинации. Од Скопје ќе се лета до Бари, Италија и Стокхолм во Шведска, а од Охридскиот аеродром до Базел, Швајцарија, Мадрид, Шпанија и Ларнака на Кипар. Од Македонија најмногу се патувало до Турција, Германија, Швајцарија, Италија и Австрија. Републикава го добива првиот национален центар за вештачка интелигенција со име Везилка. Центарот ќе биде со поддршка на Министерството за дигитализација и со финансиска помош од Европската Унија, а носител на проектот е Факултетот за информатички науки при Скопскиот универзитет. Се оценува дека ова ќе била нова страница во дигиталниот развој на нашава земја. Целта е да се соберат доволно македонски текстови, тие да се дигитализираат и да се направи солидна база на податоци, кои ќе служат за градење на доста добар јазичен модел, велат тие што го водат проектот. Отворањето на таков центар кај нас веќе го токмеше владата и првпат ќе се користат домашни средства и капацитети. Оти досега се користеле искуствата на соседни држави, но од сега ќе имаме наш таков центар. Бројот на активните претплатници на мобилен телефон во Републикава во првите 3-4 месеци од годинава изнесувал 1.942.000 и тоа е за нешто повеќе од истото време лани. Во просек на мобилен телефон се зборувало по 226 минути месечно. Интернет мрежа користеле 1.588.000 претплатници заклучно со март годинава. Следи блокот информации на повеќе теми. Македонската книжевност по петти пат многу успешно се представи на саемот на книгата во Франкфурт, Германија, и тоа преку изложената литература, како и преку многобројните деловни средби. На светската изложба Експо 2025 во Осака, Јапонија, Македонија го освои значајното признание наречено Награда за развој на темите, доделено на свечена церемонија. Со тоа македонскиот павилјон се брои меѓу најуспешните учесници во Осака. На 19 ноември почнува судењето за големиот пожар во дискотеката во Кочани. На обвинителната клупа ќе седнат 34 мина и представници од 3 фирми. Во таа огнена трагедија животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени. Родителите на настраданите кои со месеци протестираат и блокираат патишта, вела дека очекуваат да се открие вистината и да има правда за толкуте загубени млади животи. Помина 18 години откако во тешка сообраќајна несреќа во Хрватска настрада големата македонска и балканска музичка звезда Тоше Проески. Тоше животот го загуби на само 26 годишна возраст. Во Крушево на вечното почивалиште на Проески многумина му одадоа почит, меѓу кои беа и учесниците на годинашниот ултрамаратон, кои во негова чест од Хрватска трчаа се до Крушево. По скандалозната снимка објавена за директорот на клиничката болница за неврологија Кузмановски, како во чинија меша бела прашкаста материја за која се рече дека било кокаин, него веднаш потоа го смени од директор министерот за здравство. Кузмановски се извини,
Додека пак колегите од клиниката за неврологија рекоа дека секогаш тој се однесувал со највисока стручност и одговорност. Меѓутоа, лекарската комора исто така го разгледуваше случајот. Скандалот кој кружи по медиумите за швалерајството на градоначалникот на Кичево Дехари, совработена во општината, предизвика доста реакции. Од партијата Дуич и кадаре Фатмир Дехари се обидоа да го одбранат, но од коалицијата Вреди на македонските албанци во власта рекоа дека со ништо не можел да се измие политичкиот срам, таа брука на овој градоначалник. Трае потрагата по 4 маскирани лица кои во Гостивар за 5 минути украле 18 килограми злато во вредност од 1.800.000 евра. Со автоматско оружје ја испразниле златарата во градот и побегнале со джип без таблички. Возилото подосна било пронајдено запалено на патот кон планинскиот превој стража кон Кичево. А повеќе од половина век оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, македонскиот јазик, минато, сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение и на поддршката, разбирањето и добрата волја од Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги успешните бизнисмени Алек и Димитар. Уште две информации. Во Пелагонија, во еден од најстарите археолошки наоѓалишта во регионот и во Европа, истражувањата укажуваат на долготрајно живење во времето од 6400 до 6000 година од пред новата ера. Во 70 наслоеви биле откриени остатоци од 16 градби, како и огништа, печки, садови и алатки, мелници и друго. Ископувањата и истражувањата ќе продолжат, а проектот е резултати на меѓународна соработка на институции од Македонија, Германија, Србија и Швајцарија. Најстариот зачуван препис на Кирило-Методиевиот превод, пишуван со убаво кирилско писмо врз пергамент, е Слепченскиот апостол, едно од најважните книжевни дела воопшто во славистиката. Според карактеристиките бил пишуван во 11 век и ги има житијата на Свети Јован Златоуст, Свети Симон и други. А до средината на 19 век се наоѓал во манастирот Свети Јован во Слепче Демирхисарско, а потоа бил однесен во 3 држави, Украина, Бугарија и Русија. Игуменот и сестринството во Демирхисарскиот манастир извршиле обработка, па денес апостолот во дигитална форма го има во Слепченскиот манастир. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија, за радиопрограма во Оро Македонско, која постои над половина век на северноамериканскиот континент. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредниче и водител, ти познат писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Ги кажете, на вистината што не смее да се заборави, секој наш ден започнува и завршува со болка. Секој миг не прегонува истото прашање. Дали нашите деца можеа да бидат спасени? Одговорот е јасен и болен. Можеа. Но денес, 7 месеци подоцна, одговорните се уште се на слобода. Лицата од болницата, пожарната, обезбедувањето, полицијата, сите тие што затаија во својата должност, слободно се движат низ градот, како ништо да не се случило. Никој од нив не покажа одговорност, ниту барем разбирање за болката што ја носиме. А ние, од докторите, наместо да спасуваат животи, денес се занимаваат со политика. 7 месеци поминаа, а никој не се запраша како се чувствуваме ние, родителите. Ниту една институција не покажа човечност, ниту еден представник не дојде да не праша како сме. Но нека знаат, нашата болка повеќе не е само тишина. Нашата болка почнува да се претвора во револ. Револ против неправдата, револ против молкот, револ против неказнивост. Апел до судиите, обвинителите и сите што ја држат правдата во своји раце. Не дозволувајте родителите да бидат принудени самите да ја бараат пресудата. Не дозволувајте да се изгуби довербата во правдата. Постапите сега правично, хумано и одговорно.
Нашите ангели заслужуваат правда. Ние заслужуваме вистина. Нема да молчиме, нема да забораваме. Први за осуда, последни за почет. Со оваа парола независниот синдикат на полицијата изрази ревот кон обвинителството за третманот на нивните колеги кои се под истрага за пожарот во Кочанската дискотека Пулс. Порачаа дека бараат правда за сите жртви за нивниот колега Тоше Тодоровски, кој го загуби животот во пожарот, а изразуваат поддршка на колегите кои ја преживеале трагедијата. Не се противат на истрагата против полициските службеници, туку бараат истрагата да биде јавна и транспарентна. Бараме барем еден распит на полициските службеници да биде јавно објавен, да видите каков третман има обвинителството кон нас. Мислам дека апсолутно не е човечки еден обвинител да се обрати на нашите колеги осомничени, што нели не е никакво докажана вина и се смета дека се невини, се додека не се докаже вина, дека ако вие бевте невини требаше вие да изгорите во трагедијата во Кочани. Тоа е нешто што ако полициски службеник го каже на граѓанин, верувајте дека ќе заглави по затвор. Полицајците символично ги оставија нивните легитимации со цел да укажат, како што рекоа, дека им е смачено да чекаат кој следен од нив ќе биде уапсен. Од утре најавија дека започнуваат со поднесување на кривични пријави против обвинители и судии. Воедно бараме од обвинителството итно да постапи и да излезе да види зошто комисијата, односно државната комисија за одлучување во управна постапка во втор степен не постапува по приговорите кои што ги поднесовме за решенијата за мирување на нашите колеги, кои што нема никаква пресумпција на невиност. Дел од нив се уште немаат ни обвинение, меѓутоа повеќе од 6 месеци се оставени без плата, без придонеси, без право никакво на екзистенција. Можеби подобро беше тие луѓе да ги ставија во притвор, барем ќе имаше што да јадат и што да пијат, вака се оставени сами на себе. Изразија поддршка и за нивните колеги против кои се води дисциплинска постапка по убиството на велешанката Росица Коцева и низиниот татко, бидејќи во тој случај прва на удар била полицијата, иако била поднесена кривична пријава за убиецот. Собирот започна пред основното јавно обвинителство, продолжи кај црквата Богородица, каде запалија свеќи за жртвите од пожарот во Пулс и заврши пред обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција.
Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Dobar dan, ja sam Veli Marković, vlasnik Mac Travel Agency, a vi slušate makedonski radio program Oro Makedonsko. Колку близко е телефонот, толку близко е и стариот крај ако патувате со Serbian Airlines. Комплетна резервација преку телефон може да ви направи Mac Travel International и Лили Марковиć на телефон. Телефон од Mac Travel Agency 773-780-1945. Колку близко е телефонот, толку е близко стариот крај. Патувайте со Mac Travel. Ви посакува среќен пат. Serbian Airlines поаѓа од Чикаго и Њу Йорк до Белград со конекција до сите градови на Балканот. Време е вашиот одмор да го направите преку Mac Travel и Serbian Airlines. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Подберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имейл raјчовски@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Се радуваме во Љубојно. Поблиску дојде. Затоа што е 60-ти ден од кога мирно протестираме за сечата во шумата. Ако секој ден се сечеше по едно дрво, ние спасивме 60 дрва. Но бидејќи знаеме се сечеа повеќе од едно дрво, значи стотици дрва се истебла спасени. Тоа е нашата радост, затоа што 60 дена не се слушаат пилите над Љубојно. Но овој протест не е само протест ради протест. Ова е едно будење на народот. И нашиот глас да се слушне дека велиме доста е за самоуништувањето. Уништена е реката, уништена е почвата, уништено е езерото, уништена е шумата. Ние не сме против никого, затоа што овој воздух, оваа вода, оваа почва ни е дар од Бога и нема право никој да ја уништува. Но веруваме со Господ напред дека ова ќе се разреши и дека
ќе почнеме да мислиме за создавање, не за рушење, за градење, за знаење, дека ќе се развие свеста, дека ќе се смени ставот, дека ќе се сменат личните интереси, туку ќе се развие чувството на припадност, на заедништво. И затоа апелот денеска е упатен кон Министерството за шумарство, кон предпријатието за македонски шуми, да направат план, да обезбедат терен, да обезбедат дрвца и ние, сите љубанци, после овие протести ќе почнеме да учествуваме во акција за пошумување, затоа што сите го сакаме љубојно. Сите го сакаме љубојно. Браво! 3, 4. Сите го сакаме љубојно. Една убава вест од телевизија Канал 24. Вчера се обратија за нашиот проблем до владата, до Министерството за шумарство и ветија дека наскоро ќе добиеме одговор, меѓутоа направија барање за измена на нивниот план за сечење на нашата шума. И тоа е веќе поволност и реагираат за нашиот проблем. Еве веќе 58 дена седиме и протестираме, меѓутоа се надеваме дека одговорот набрзо ќе дојде. Вели дека не постои македонска нација, вели дека дури не постои ни македонски јазик, а вие велите дека тоа ви е гарантирано, тогаш нешто не е во ред кога се бара вие сега да го смените уставот и под други да ги ставите и бугарите, а тие да продолжат да ве негираат, да продолжат да негираат дека треба да влезете во Советот за малцинства, така само нас не нема во Советот за малцинства, и дури да продолжат да ви го негираат правото на здружување, правото на формирање здруженија и покрај пресудите на судот во Страсбург. Тоа не е наш проблем. Тоа е проблем на Советот на Европа. Ама во најстарата институција членуваат и сите членки на Европската Унија. Како дозволуваат тие да се негираат пресудите на судот во Страсбург, кога и самите се повикуваат не само на повелбата за фундаментални права, туку и за повелбата за Европската конвенција за и правата на човекот и граѓанинот, која што пак ја ужива заштитата од Страсбург. Тогаш каде е таа филозофија на владење на право? Претставителот Трамп за Крис Павловски рече: Chris Pavlovsky of Rumble. Chris, what happened to your location, Chris? You're always a front row guy. You're just being nice today, I think. How's Rumble doing? Good? Good. If Rumble's doing good, that means Truth is doing good. Truth. That's great. You're doing a great job. Thank you, Chris, very much. Тоше со внуката на Гоце Делчев, да слушниме. Добар ден. Добар ден. Како сте? Мило ми е да се сретнам со уште едно добро дете на Македонија. И мене ми е чест да сум денес со вас. Ве следех и кога бехте во Турција. И секога кога имам можност, јас ве следам и би се радувам. И сакам Македонија да раѓа уште многу такви деца и да знаат дека се потомци на Гоце, на Каревци, на славните луѓе на Македонија. Чест ми е тоа што сум нивен потомок, дефинитивно се гордеам на тоа. А денес посебно се чувствувам со оглед на тоа што духот не го имам поблиску со ваша помош. Видите ми жив и здрав. И уште долги години прославите Македонија, заслужава Македонија за сите жртви што ги дала, па нека биде слободна навеки. Апсолутно, нека биде слободна. Многу ми е чест тоа што сум денес овде со вас, сигурен сум дека како Гоце, може би поретко, ама се разбира дека се уште има такви патриоти за Македонија кои ќе ја донесат на прав. Така, на стари години имахме јас чест да бидам гостин на славното Крушево, па фала на Богу што ми ги даде тие години
да не си идам од тој свет, да не видам го убавото Крушево. Слободно од него. Драго ми. Еве мал поклон, јас можам да ви дадам поклон со песна, ова ви е за мал дочек овде во Крушево, најубавата македонска песна, Зајди. Нека ви заблагодари Македонија. Еве сега ќе ви запеам на кратко. Зајди, јасно сонце, зајди помрачи се, и ти јасна месечино, зајди Драги слушатели, ќе имаме едно позаемено интервју од мојот колега Ицо Најдовски од Мелбурн, Австралија, кој ќе направи интервју со ќерката на Методија Андонов Ченто, Марија Икимова. Да слушниме. Ќе кажам што била една од причините. Цело време не се слага со национализација, со гонење на богатите луѓе, пошто кажува дека нема воени богаташи во Македонија. Сите тие луѓе со труд си ги заработиле парите, а второ, кога му дошле од Велес, во кој град што имало стрелано без никакво судење 50 луѓе, и му дошла делегација да му кажи дека вие ви помагавме, веревте дека ќе имаме правна држава. А сега овие луѓе беа стрелани без никакво судење. Не велиме дека може би некој не беше соработник со окупаторот, али велиме дека заслужуваа правено судење. И тој кога пошол на Лазар Колишевски да му каже зошто се случи оваа работа, тој рекол требаше и во Македонија да има жртви. Покасно разбрав дека имало исто така стрелани без никакво судење во Куманово, али не знам тоа татко дека сакам тога да ве и тогаш тој си поднесол сам оставка. Те ќе дојдеме до тоа. Сакам едно подпрашање тука. Станува збор за 7 декември 45 година, кога беше спорот дали да се оди на Солун или на Срем. За тие партизани станува збор? Не. Ова се обични луѓе кои што се сметало дека се соработници на окупаторот. Така ги крстиле и јас не знам, искрено, најискрено, не знам што се случило тогаш со одењето, пошто татко бил на Солун, а другите биле за Насрем. Не знам, имаше различни тумачења дека имало стрелање или немало, не сакам да се пуштам во работа што не е позната, тоа историчарите нека го испитуваат. Така, ајде да продолжиме понатаму со оставката на вашиот татко, 46-та во март. Како дојде до тоа? Токму затоа што сватил дека она сето што се кажувало не е точно. Прво ќе ви кажам дека после војната, после ослободување на Скопје на 13 ноември, пред тоа бевме во Горно Врановци и ние, кај што беше владата, целиот штаб преселен, се суди уште таму со Лазар Колишевски, кој што велел дека не треба да се хранат од исти казан и тие и војската. Во Горно Врановци и вие бевте? И ние бевме цело семејство. Прво бевме, имаше во јуни или мај, не држете не за збор, сепак јас сум била неполни 5 години тогаш, имаше по нивните канали дојдено на мајка ми дека во Мариово се срелале некои службеници, таму бил и татко ми, двајца ги спасил, кажал дека не треба, тие само си заработувале за својот живот луѓето. И дека бугарите, како го разбрале тоа, дека ќе не запалат куќата и ќе не носат нас во логор.
Од тие канали требаше да се иселиме со мајка ми, со браќа. Прво не сместија во Мажучиште во едно семејство, што сум заборавила како се презивае, и потоа, пошто била Мажучиште во блиску до Прилеп, не префрлија во Забрчани, кај семејството Апостолови, кој што беа тројца браќа и еден братучет, Методија, кој што најмногу беше во отпорот и тој доби и заслуга за тоа. И ние седевме таму некаде се додека не дојде, не се префрли штабот во Врановци. Прво мајка ми со Илија отиде, па после нас тројцата ме однеса и седевме се до ослободување на Прилеп. Прилеп е ослободен на 3 ноември. После 3 ноември нас во Прилеп не донеса со камион, а татко ми остана се до ослободувањето на Скопје, кога се префрлија во Скопје. И кажа дека, тој беше председател на президиумот, наставно, дека ќе живееме во Скопје. Татко ми барал стан, му понудиле куќи на евреи наместени по години. Татко ми рекол на туѓа мака, јас нема да седам, најдете ми празен стан. И добивме стан на плоштата, онамо кај што е сега неговиот споменик. Од левата страна беше хотел Македонија, што се сруши по земјотресот, а од десната страна стамбена зграда. На првиот кат некој бугарски чиновник бил и беше скроз празен стан, и ние таму живеевме. И тоа ми беше првиот судир, од ние не треба да видиме сега буржуазија, него сме со народ. Тоа беше плюс по тоа време се имаше малце бидам поопширна, пошто вас сакам да го кажам. Имаше кооперација за министрите, во која што имаше се, а другите луѓе, тоа што ќе се најде. Знаете, после војна секако нема, и тој што има пари нема што да купи. Кооперација во Скопје? Во Скопје, да. Ја водеше Ношпал. Ние не бевме членови. Кој е Ношпал? Јас не знам кој е. Ношпал е... Еден од борците, така? Еден од борците со висок положај на село крстено на неговото име од село Ношпал. Битолско Ношпал? Битолско, да. Тоа е на него крстено. Не сум за добро што кажувате. Ние не бевме членови на таа кооперација. Добро. Татко ми беше против. Ние исто како сите другите со купони купувавме леп. Уште една вода ќе ви кажам, дека мене ме пуштиле со моите 5 години да појдам да купам леп. Јас парите враце, ко појдов ни пари ни купони. Ова ще знам дека си учен пакирка, ама не можам да ти дам леп. Браќа ми се налути, ја остава леп, мислех тој. Тоа се згоди што се случува и после си дојдовме во Прилеп. Ама уште нешто сакам да прашам, дека вашиот татко Методија Андонов Ченто одел пешки на работа, се враќал и со возот во Прилеп. Добро, имаме доаѓано и со колата. Првиот ден кога требало да појде на работа, кога веќе се следила ситуацијата, дошол шоферот надвор и го прашал до што одете. Методија се викаше, да ве однесам председателя. Каде? До собрание. А од Трент кафено до собрание нема ни 5 минути одење. Рекол, извини, ние бензино немаме за камионите што се потребни за војската, сега ти ке ме носиш да си одиш. Ама минале, јас ти наредувам. Плюс едно војниче стоело, го прашала, ти со што стоиш? Да ве вардам, председател. Ако мене не ме сака народот, не сакам никој да ме варди. И одел пешки. Значи, човек што ниједна привилегија од својата положба не искористил. Апсолутно, ниједна. И си дал оставка без дискусија, пишува дека го бил избркан од Комунистичката партија. Јас кажувам и сега и секогаш, татко ми не бил член на Комунистичка партија, татко ми бил граѓански политичар. Мислам, тоа треба да се знае. Така, уште еднаш сакам да го повториме тоа, дека Методија Андонов Ченто никогаш не бил член на Комунистичка партија на Македонија или на Југославија, или на било која. Бил граѓански политичар. Човек кој што се борил за народот. Во Прилеп, кога се вративме, го разработи дуќанот. Се до 14 јули, кога од претпоста го затворија. И
затворен татко ми, ние не знаевме ни каде е, мајка ми одеше. Која беше причината? Како дојде да си даде оставка? Зашто беше? Еве ви кажа, се судил со тоа што сватил дека не му е местото со тие луѓе, дека тие поинак прават. Што правеле тие? Ви кажав, си зеле наводно кујчи, си барале привилегии. Уште одма после војната тоа го направиле? Одма после војната. Одма. И не знаевме каде. Мајка ми одеше стекаре да се распраша и отиде во меѓувреме, значи уште ми осуден ништо, дојде камион. Имаме мајката на сликата. Да, таа е Василка, за која што јас сакам секогаш да зборувам. Отиде во Белград, кај Тито. И Тито ја прима. И тој рекол, зашто не дојде да ме праша мене пред да си дај оставка? Јас рече, мајка ми рекла, сакам само да знам каде е. Во меѓувреме, пред да знаеме каде е, дојдоја со камион да го пренеле на мештаот што Ченто го зел. Така. Сега таа случка, можда не е во книгата на брат ми, не знам, сум ја читала, ама не знам. Ко завршила војната, мајка ми парите што ги имала, тоа што го држала цело време доќерно додека бил отсутен татко, вика по партизан додека не станал председател на иницијативни одбор. Значи сме преместени измеѓу иницијативни одбор и собранието насно. Во тоа време се разбрало дека тој ќе биде голем човек и мајка ми му ги дала. Ете, драги слушатели, тоа беше во кратко интервјуто, подолго е, меѓутоа ние само извадивме еден мал извадок. Мојот колега Ицо Најдовски од Мелбурн, Австралија, кој што го има радиото 3x правеше интервју со ќерката на Методија Андонов Ченто, Марија Јакимова, името нејзино е по мажот. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Земјо турско-ромска Македонија, поздравјавам те. Земјо убава, земјо најмила, ова песна за тебе ја пејам, тебе ти ја дарувам. Ова песна за тебе ја пејам, од срце подарувам. Ајде луѓе наши, кренете чаши, да ја запеме та нашата земјо македонска, сегде да се слушат, да се пее дури до гроба. Ајде луѓе наши, кренете чаши, мерак песни да запеме, сите нека слушнат, сите нека знаат, како овој народ вечно живее. Народе македонски, нашето писмо нека се пее за веки векови. Та силна песна, душа што ни грее, живее ке живее. Ајде луѓе наши, кренете чаши, да ја запеме та нашата земјо македонска, сегде да се слушат, да се пее дури до гроба. Ајде луѓе наши, кренете чаши, мерак песни да запеме, сите
Македонска поезија. Немој, синко, не вади го трњето од стапалата, не бриши ја крвта од глуждовите, ниту солзите и капките пот, нека ја кваса това земја поровка да биде. Таму длабоко се нашите корени, а над нив кости јуначки тежат. Гледај, синко, овој камен ко небото што вишне, над гумење што нема де е, целиот отпор во себе го збрал, и борбата и смртта за слобода, жртвата што народот моја дал. Овој камен, синко, обичен не е. Овој камен ние сме. Темелот наш е. Овој камен е републиката во пламен. Вечниот оган што во градини тлее. За Гоце, за Питу, за Карев. За храброста на една чета од годината 903. Види, синко, овие ридови со бука и дак распослани, во своите сенки забревтаниот здив на конјаниците го чуваат. За времето комицко раскажуваат. Над овие врвови снопјето зраци се крши и сите вистини тука воскреснуваат. И сите зајдисонца тука ново раѓање се. Нас Илинден, велик ден е. Гледај, синко, во овие полиња широки, нашата грудка е закопана. Семето наше под овие небесни сводови вирее. И сите завети меѓу браздите се закопани. Со тајни кодови се напишани. Нив предавниците и одродените не ги разбираат. А нас светост ни се. Крсти кандило, вера и најмило. И горчина, и дедовина, и медовина, и бесмртност, и гордост, и очи, и срце, и душа. Нас Илинден, велик ден е. Македонија пак е воскресне. Не вади го трњето од стапалата. Не бриши ја крвта од глуждовите. Ниту солзите и капките пот. Нека ја кваса това земја поровка да биде. Таму длабоко се нашите корени, а над нив кости јуначки тежат. Нас Илинден, велик ден е. Македонија пак ќе воскресне. Десанка Николова. Не ме нижи ни за клетви. Камен тежок живот ми е, а потежок одзив пусти по народни думи свети. Ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце што отвора, срце порта највисока, срце куќа најширока. Ако жена не донесов, ѓул тренда фил водаја, верна, добра, млада, љуба, не ме колни, не ме жали. Во борбата другарката сонце сјае, сонце трепти. Ако млади си години по друмишта, по патишта, младост горка распосејав, погледни ми право во очи. Ти ли беше што пееше? Ајдутин, мајка, не рани. Иако не умрам дома, туку кај што стии пиштат, в борба искри кај што лштат, блазе речи на душата. Има зошто
душа да е. Јас сум Сања Цинцева, а вие слушате Радио Оро Македонско. На политичко дело. Значи човекот намерно во одреден момент излезе да ја подпали очигледно масата. Се можеме вие, сето е моје мислење, моје убедување на огромен дел. Може и моје убедување. Но зошто не го викнавте? Барем тоа ме чуди човекот како сведок. Човекот го викнавте на распит. Добро, еве, прифаќам, јас не сум го викнала. Зошто никој од одбраната не го викна? Ама зошто би требало одбраната да го викне? Не, чекајте. Според според Законот за кривична постапка, еднаквост на оружјата. Се согласувам, ги има двете страни. Така. Зошто? Еве јас, можеби, мада не мислам, ама еве можеби јас сум направила пропуст. Не, можеби. Толку адвокати што правеа? Се обидам да го разберете. Ја пееше македонската химна. Ама како македонската химна во Македонија? Да завршам. Се е тоа во ред. И станува Зекири Ибраими и вика, па добри, ние имаме наша химна и ја пее химната на Албанија. И тоа за вас е нивна химна во Македонија? Не би смеело да биде. Па што тогаш ми го ставате како пример? Јас ви го цитирам што кажа. Не удам на политичка приказка. Зборувам на акт, на политичко дело. Значи човекот намерно во одреден момент излезе да ја подпали очигледно масата. Се можеме вие, сето е моје мислење, моје убедување на огромен дел. Колку се промени през Панското езеро? Разлика има многу голема. Прво, водосот на езерото е многу опаднат. Се поремета све во Преспа. За мене е жалосно. Каде одат отпадните води? Не се изгради колектор и луѓето не се поврзани на канализација. Отпадните води одат во реката. Сите овие куќи би били полни. Би било катастрофа тоа ако нема пречистителна станица. Што се случува со квалитетот на езерската вода? Дел од материите кои што би стигнале во езерото се задржуваат во овој тип на живалишта. И тука имаме фактички природен филтер кој што го намалува загадувањето на Преспанското езеро. Може ли да се промени нешто? Делуваат како да ја губиме убавината на Преспа која што некои претходни генерација паметат побаво отколку ние помладите би рекла генерации. Меѓутоа, се може повторно да се разубави. Документарен филм. Што ја гуши Преспа? Минче Ристев, изминатите 50 години. Со оркестар од Континентал од Чикаго. Funeral Home на Fort Road и Telegraph во Dearborn Heights.
Ова е недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонска. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Две жални вести. После кратко боледување на 86 годишна возраст почина мојот драг пријател Сима Бирач, власник на радиостаницата WNZK и WPON. Со Сима се знаевме повеќе од 50 години. Често пати го поканував да дојде на одмор во Флорида, тој работеше непрекидно. Пред 2 недели го посетив на болница и ми рече: Бошко, не можам, сум доста болен. Почина во вторникот, 14 октомври. Бог да го прости и вечна помја. Озарната жалаат синот Сима Бирач Джуниор заедно со синовите Александар Сима и Николас Сима Бирач Джуниор. Потоа керките Александра Саша и Елизабет Александра, како и голем број на негови пријатели. Јас од Флорида ќе одам да се опустам од мојот драг пријател Сима Бирач и да го испратам до неговото вечно живеалиште. Сима имаше многу болки, сега ништо не те боли, спи мирно. Твојата станица WNZK и слушателите и понатаму ќе останат да го споменуваат твоето име. Неговото тело ќе биде изложено во A.J. Desmond and Son Funeral Home, кој се наоѓа на Вудвар и 14 мајла. Во среда, октомбар 22 од 1 часот на пладне до 8 навечер, а погребот ќе биде наредниот ден, четврток 23 октомври. За повеќе информации телефонирайте до WNZK 248 557 3500. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335
5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото, колешке.